Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место и денеска ќе си направиме едно убаво другарување. Денеска нема да имаме музичко кулинарско шоу, но затоа ќе имаме новинарско кулинарско шоу во кој што верувам дека ќе уживате, затоа што и денешната моја гостинка е еден од вашите омилени ликови. И денеска да се извинам, еве никако оваа алергија на воздух, не знам во што е причината мене да ми помине, но верувам дека добро ме разбирате и денеска ќе другаруваме. Повеќе ќе зборува Александра, јас ќе си помагам тука, ќе асистирам и ќе ми го заштеди гласот. Да ве поздравиме сите вас ширум светот, сите оние кои што не следите преку сигналот на Канал 5 телевизија и се разбира сите нашинци во Македонија и оние нашинци кои што веќе ни се дојдени во Македонија, да им посакаме добре дојде и убав престој во нашата ни убава земја Македонија. Сега, јас веќе си кажав, Александра ќе биде мојата гостинка, но која е Александра? Александра е еден омилен лик од ТВ екраните, сега веќе и во пишан медиум, и во електронски медиум, како сакате и да го наречете, но едноставно таа кади да се појави блеска, а најмногу блеска во моето срце. Александра Вуксановиќ, или позната како Александра Бела, така си ја нарекуваме. Добре дојде, Благодарам, Дракче. Добро ве најдов. Со радост и задоволство. Благодарам на поканата, благодарам на преубавите зборови кои што ги кажа во најавата и искрено се исплаши во делот кога рече дека можеби ќе биде музичко шоу, само немој да ме тераш да пеам, те молам. И двете не можеме денеска да пееме, повели од оваа страна. Ви благодарам. Мене на ти ќе ми се обраќаш, бидејќи ти знаеш, ние сме многу заедно двете и те чувствам како моја керка. Така да секош на ти. Во рете, на ти тогаш одиме како едни прави другарки, што би се рекло. Одлучи да направиш еден твој брз специјалитет, кој што ќе го представиме на нашата гледана публика. Така. А најмногу ќе го обожуваат младите. Да, јас најнапред сакам да ве поздравам сите кои што ја гледате Дракче. Огромно задоволство е да се биде во твојот дом, ќе речам. Така го чувствувам гледајќи те преку екраните, како да сум дошла кај тебе дома. Се одлучив да направам еден брз специјалитет, можеби модерен, некој врап, кој што верувам дека врап или бурито, како сакате, варијанта која што може да се користи и во вечерните часови, како вечера, но и како ручек. Ние ќе направиме една варијанта како ручек и верувам дека ќе им се допадне на нашите гледачи. На нашите гледачи ќе им се допадне, бидејќи ваква убава дама како тебе и тоа ќе го подготвува. Јас ќе го вклучам мојот пријател Шпорет, затоа што тој мене многу ме слуша и сака. Верен другар. Александра стана веќе господја Вуксановиќ. Јас те знам како моје девојче, но веќе си господја и многу ми е мило. Твоите сите успеси ги следам со многу љубов. И кога започнати со ТВ екраните, јас што ти кажав, Александра? Ќе успеш. Многу ќе бидеш успешна и на секој твој успех јас многу се радов. Да, благодарам, Дракче. Така е, се сеќавам на тие зборови кога дојдов и како ме пречека во една медиумска куќа каде што бевме заедно колешки, пиевме заедно утринско кафе, се дружевме. Дури и делевме студио, имаше убави моменти и се сеќавам на тие твои први зборови. Благодарна сум за тоа, една звезда водилка во моите мисли која што многу значи кога колегите, поискусните колеги веруваат во тебе, ти даваат поддршка, ти даваат ветер во грб и тие зборови се уште одзвонуваат во мојата глава. Си го заслужи тоа со твојот многу голем труд и внимание во она што ти го работиш со љубов. Да, се надевам дека е тоа така. Не знам како го доживуваат тоа гледачите, но јас навистина сакам да вложам многу љубов пред се во тоа што го правам, во едно интервју, во едно пишано интервју, без разлика дали е телевизиско или пишано, во еден прилог. Навистина сакам да вложам пред се љубовта, да се види дека тоа го правам со кеф и со задоволство за тоа да излезе добро и професионално, но секако да излезе со душа. Нештото треба да има и душа. Кога е така, ќе траеш долго. Како ти кажав јас, Александра, започнав со многу љубов, слушајќи ги советите од повозрасните, и еве ме 42 години
во етер. Да, да. Тоа се години кои што многу значат една голема бројка. И јас си се радувам самата со себе, а верувам и околината заедно со мене. За да не плачеме двете, ти беше вредна, пред да започнеме го исцецка кромитчето на ситно и ќе бидеме сега расположени, иако јас малку некоја алергија, не знам од што, сега се појави, Многу ми е го фати често. грлото, не беше до сега така, но ето, Многу честа појава се алергиите во последно време. Многу луѓе кои што ни на крај памет не би помислеле дека ќе станат алергични, годинава се жалат на алергии. чудо. Да, чудо. Ете, јас никогаш не сум имала проблем така со грлото, но еве сега дојде баш кога треба да зборувам многу. Го пржиме прво кромитчето? Да, го пржиме Добро. прво кромитчето за нели како што спомена и ти Драгче, го исецкавме Добро. од страв дека можеби ќе плачам, но не како вели Ели, твојата Нашата колешка, уредничка, вели, да. ова било пријателски телевизиски кромит и навистина излеза така. Не се растури шминката. Го пржиме кромитчето. Ели има една блага душа, така да кај Добре. незе се така функционира и затоа и ти кажа овој благ кромит. Благ телевизиски кромит, така што Да. Нема да ни јас ќе ти помогнам тука. да, нека се подгрее маслото. Ние ставивме во случајов маслиново масло, така. кој како милува, може и путер, кој што си практикува. Користиме и исто така и морковче за овој специјалитет, за овој рецепт. Се Сега- малку потврд, посилно ќе треба да притиснеме ќе се јас и ти снајдеме. со нашите мали раце. Ќе се снајдеме. Така. Радост ми причинува и имаше една многу убава емисија која што ти е сакана и секој пат јас сакам да ја следам, така наречена Мама Визија. Мама визија, така. Какви мајки можеме да бидеме, колку мајката е издржлива, колку мајката треба да биде силна, да ги надмине сите работи, и убавите и неубавите, за своето чедо да го извади на пат. Да. Прекрасни соговорници и прекрасна си ти. Да, Во однос благодарам. на- Благодарам, Драгче. се Еве, се обидов со два ножа. Мислам дека успешно ќе го Ајде исечеме. да ти олеснам работата да го изрендаме. Да го изрендаме? Па да, Ајде, олесно, може и затоа така. што ова ќе ти измачи со, бидејќи Да, гледаме некако дека имаме тврд малце морков. Пред морков. И Може и да го изрендам. како дојде до идејата на Мама Визија? Да, благодарам што ја спомена Мама Визија. Мама Визија е еден проект кој што навистина многу ми причинува задоволство да го Така. работам. Инспирацијата за Мама Визија е мојата мајка. Така, што јас лично ја поздравувам и ја знам. Да, нели? се знае, да се познавате. Јас се уште не сум реализирана како мајка, но за мене мајката како мајка е фасцинација. Така. Чинот на реализирање на една жена како мајка, раѓањето на бебе за мене е светост и сакав тоа некако да се преточи во медиумите. Сакав различни приказни, не само млади мајки, туку воопшто приказната мајка да добие екранизација преку различни приказни. И се обидувам, еве, низ втората сезона, се радувам што, еве, привршуваме, при крајот сме и на втората сезона, излегува многу приказни кои што се разликуваат една од друга, а секоја меѓусебно ја има истата нишка, величината на мајката. И она силна љубов. Силната љубов, да. Така што, да, тоа е еден проект кој што навистина ме радува и се радувам и каков одзив има и во јавноста. Многу луѓе и реагираат. Имаме гостинки кои што само иницијативно се пријавиле и напишале дека сакаат да ја споделат приказната, бидејќи целта на секоја епизода е да испрати една порака и да утеха за некоја жена, можеби, нели, родители, јас зборувам Да се секогаш. пронајдат во некоја слична ситуација. Така. Па и татковците се тука, Така. да не ги исклучиме, секако ги споменуваме во секоја епизода, затоа што заеднички се родителите во приказната. Јас имав среќа да мојата помала керка, ти правиш интервју во ЗОО, бидејќи е зоонеговател на шимпанзите. Ја поздравиме. Ја поздравиме. Исто име носите Александра. Александра, да. И толку убаво интервју кое што го освои светот. Може ли да го ставиме Веќе, кромичето? да. Мислам дека веќе е време да не Вие заборавиме. направивте светско интервју. Да, со неа имавме навистина многу убав разговор.
И тоа беше интересен проект. Проект кој што го направивме за зоолошката градина. Имавме епизоди каде што ги представувавме жителите на зоолошката градина, нашите соседи во Скопје. Така е. И со Александра и лемурите се дружевме еден убав ден и навистина многу убаво си поминавме. Како ја обожуваат? Многу. Ја Навистина. чувствуваат на далечина. Таа живее со нив и со нивните приказни и во домашна атмосфера кога зборуваме, повеќе е пренесена од животот во зоолошката градина со животинчињата и колегите. Така, верувам. Добро. Јас да не сум многу бавна во готвењето, затоа што јас Одлично. не сум многу Доде ми спретна. го тука, ќе го додадам јас. Вака кога доаѓаш во друг дом, малце е тешко да се Нели? адаптираш на... Така е, но заеднички можеме се. Сега, бидејќи ќе ни треба рендето, имаме Што опција за сакаш? друго ренде, ќе ни треба рендето за Јас ќе го кашкавалчата да измијам. Не, ќе го измијам, јас не ми е проблем, мораш, само ти си ни гостинка. како е Јас планот? ќе го средам. Уживај си. Можеш ракавичките да ги поставиш Да, и може да да си немаме, го само да не ни средиш загори. месото. Ете така. Да не ни Ништо не загори е страшно. Да? Велиме, домаќинките најне сакаат да мијат садови, но мора некој тоа и да го прави. Мора. Па јас Нека не биде сум од тие што не сака, јас сум Си ги средуваш. човек кој што сака да мие садови, сака да пегла. Немам проблем, не ми е тоа нешто тешко. Мене љубов ми е пеглањето, вистина. Дури на вистина уживам Сакам. во... Сакам. Седа ми е под конец. Да. Добро. Еве на тука. Може да го исецкаме и да го подготвиме и мевцето. Имаме пилешко месо, но секако кој како сака. Александра, да ја поздравиме куќата во која што си. Слободен печат. Секако голем поздрав до колегите. Така, бидејќи моите драги колеги во утринската програма читаат информации од Слободен печат, пренесуваат информации кои што ги имате на насловна страница, па внатре, и еве соработката нека ни тече и во иднина. Зошто да не? Да ги поздравиме и твоите. Треба и да се поддржуваме, треба и да си помагаме меѓусебно. Јас велам, здравата конкуренција го расте човек без разлика во која област, а ние новинарите некако сме луѓе кои што знаат да си помогнат. Ете, ти треба контакт од некого, Така е. инспирација од некого, зошто па да не. И јас и тоа не го чувствувам како конкуренција, туку како личности кои што се во различни медиуми и им е потребна информација. И јасно, многу И сега нормално. Тоа е тоа. А конкуренцијата некој пат знае да предизвика љубомора, а тоа да го отстраниме, нели, Така. сепак како луѓе, затоа што еве денеска сме во еден медиум, утре можеби во некој друг. Точно. И Може да бидеме повторно заедно, да се Така. споиме, колеги, и многу е важно да оставиш добар пат и да те паметат подобро таму каде што Подобро. еве ние сме еден жив доказ за тоа. Па се точно. немаме видено не знам колку па години. може 7-8 години. И еве како жена на жена иста си. Благодарам. Иста си, воопшто не си Благодарам. променета. Благодарам од срце и ти си ми исто. Јас морам да им кажам на моите гледачи, а и моите поддржувачи, мојата драга Александра Бела беше промотор на мојата последна издадена книга, Да. иако 3 се веќе спремни за печатење, Секоја но чест. последната беше промотор Александра. Имавме едно убаво чувство, едно Да. убав момент. Да, Нешто- тоа беше навистина многу интересно и баш ми е мило што го спомена, затоа што кога ме покани да бидам твоја гостинка, баш се сетив на тоа едно убаво дружење. Се сеќавам и Сузе, ќе ја поздравим и Сузе беше дел од Имаме приказната. дел фотографии, нашата Сузе, Анкица. Да, значи беа Деа. исто дел од, Да. од целата приказна, ќе ги поздравиме. И навистина поминавме убава промоција и недостасуваш и во тој дел од јавноста со твојот пишан збор. Ги создадов веќе, книгите се под конец. Здравствените проблеми ме спречија да продолжам во однос на печатењето, но ќе излезем. Се ќе биде во ред. Не се ни сомнавам, да. И драго ми е што се помина и во однос на здравието кај тебе добро.
и што си ни тука и што си полна со елан како и што те паметиме, јас од дете што би рекла како што те паметам од екраните. Уште малку па потоа може да го Знаеш, Александра, колкава огромна публика имаше на самата промоција и таа љубов која ми ја даде публиката, која беше присутна и она која што не можеше да биде присутна, ми вели Драгче, оди напред, не застанувај. Да, така е. Тоа оди напред е една реченица која што секој треба да си ја повторува постојано, без разлика, нели животот не носи секакви предизвици во животот, секакви ситуации, и радости, и тага, и падови, и се имаме. Како што јас тебе ти реков, Александра, оди напред. Оди со твоето знаење, со твоите чувства, со она што ти го поседуваш и како човек, и како визуелна убава личност, верувај ми дека успесите ќе дојдат. Порано или подоцна се излегува на веди. Кога некој се труди максимално, готово. Дали се соединија, може подлека да... Можеме. Ајде сега јас. Можеме. Ете така. Да ги споиме да другаруваат. Кромитчето, Ќе биде добро. морковчето и мевцата. За кратко ќе бидат, затоа што јас овде ќе внимавам, само не знам кога го додаваш и грашокот. Грашок, уште па нека се пропражи малку мевцата, нели да добие руменило. И ќе го ставиме и грашучето и смесата ќе не биде готова за да ги пополнуваме. Многу интересен рецепт е што го додаде грашокот во овој твој рецепт врап. Затоа што многумина го одбегнуваат, па додаваат марула, но многу убава комбинација. И јас морам да ја поздравам мојата драга сестра, таа ми го предложи рецептот, знае дека јас сакам навистина многу бурита, врапови и кога и кажав дека ќе дојдам да гостувам, таа е подобар кулинар од мене, морам да признаам, може би и поискусна, како и да е. Но во секој случај таа ми го предложи овој рецепт затоа што навистина грашокот ќе даде поинаков шмек, еве така би рекла во вкусот. Точно. А јас сум поголем љубител на зеленчукот од овошјето. Некако тоа се обидувам низ годините да си го променам кај себе си, затоа што нели овошјето е многу важен сегмент од исхраната, но зеленчукот мене ми е слабост. Се од зеленчук јадам. Супер. Да. Одлично. И подготвуваш. Да. Сега кажи ми како господја Вуксановиќ, бараат од тебе да бидеш традиционална домакинка или она што е Александра? Не бара ништо да променам кај мене, затоа и станав господја Вуксановиќ, ќе го поздравиме мојот драг сопруг. И кога сме веќе кај него, морам да кажам дека тој е многу подобар и поспретен од мене во кујната. Браво. Значи тоа ќе го кажам и ќе го признавам и јавно. Требаше. Тој тука ќе направеше некој специјалитет. Навистина го бива многу и знае често да изненади, знае да експериментира во кујната. Јас знам да направам и традиционално нешто, и манџан или нормално тоа што ме научила мојата мајка. Знам да пробам и нешто ете вака интересно, поново, да се проба, да се експериментира во кујната, но не бара од мене нешто специјално. Му се заблагодаруваш со бакнеш? Секако, апсолутно да. Затоа за да има енергија повеќе да готви. Така е. Тоа е најголемата нишка. Ајде уште малку, уште некоја минутка и можам да го додадам. Може? Може. Зашто веќе ја упи течноста. Тука мораме и на минутите да си внимаваме. Да го запазиме редот. Така. Па знаете, и не мора цело. Како ќе си сакаш? Не мора цело, мислам дека. Ајде да видиме како ќе биде. Да не биде па премногу на грашок. Одлично. Мислам дека ќе биде одлично. Вака почнува да мириса на многу убаво. Браво. Одлично. Ајде, кажи ми како ти започнува едно утро. Утрото. Проверуваш од вчера што имаш задача. Дали се под конец? Утрото ми започнува, сега се трудам да не ми започнува со кафе. Давам се од себе да не ми започнува со кафе, затоа што не е добро на гладно срце да се пие кафе. Никако тоа да си го врежеме. Да, тоа да си го врежеме. Посебно доколку имаш проблем со тироидеа, со тироидна жлезда, тоа излезе дека било навистина сериозен проблем. Се трудам да не ми започнува со кафе. Да, обврските како еден медиумски работник, подсвесно или свесно, го земаме телефонот да видиме што има ново, дали се случило нешто во текот додека сме спиле во текот на вечерта.
и се подготвувам за на работа. Во раните утрински часови почнуваме со работа и потоа со колегите пиеме кафе. Го сакам тоа, нели, пристигнување на кафе, претходно изедена пола банана или банана цела. Така изгледа отприлика моето утро. Одлично, одлично, како и на секој, нели, динамично, како што велиме. Нашата работа е динамична. Трчаш да стигнеш на време, да не задоцнеш. Замисли се да си во некој друг свет. Нема да можеш да функционираш. Бидејќи телото навикнало така. И умот навикнал така. Да, јас си велам, еве, например, да можам да живеам макар еден ден во некоја помирна средина, некоја рурална средина, некоја спокојно место, тоа толку ќе ми биде убаво, но не знам дали ќе можам да се навикнам на тоа, затоа што треба многу време. Како мене лично многу време ми требаше тоа да го верувам, да го превземам. Да се навикнеш на на мир. Тоа е тоа е тешко. Некако мирот почна да ми биде чуден. Научен си на динамика на трчање. Дали ќе треба да го изладиме за да се виткаат? Па може да се излади за да може побрзо да оди. Сега нели во вакви ситуации сега веќе готово ќе го исклучам. Да го запазиме телевизискиот тајминг, времето. Сега јас овде да се улади. Ќе го поставам на страна. Добро. И потоа многу едноставно, само ги виткаме. Додека тоа се лади, јас колегите ќе ги замолам во режијата, имаме фотографии кои што ќе ни ги искоментираш. Може, со задоволство. задоволство. Сега ќе гледаме таму гледам? во мониторот и ни ги коментираш. Да, ова е фотографија од пред 2 години или 3. Сега не можам точно да се сетам. На Крв, бевме на островот Крв и убав спомен. Убаво поминавме, топло го препорачувам Крв, доколку не сте биле, навистина посебно градчето во одушевува. На секој ќош, црквичка, на секое место. Да, вистинско уживање. Таму се и моштите на Свети Спиридон, кој што јас лично ги имам исто посетено. Да, ете ти од твој познавачки дел може да додадеш нешто за гледачите. Да, ова сме во Прага. Прочуениот мост на кој што нели се закачува катанче. Љубовните катанци. И сега ќе споделам, пред некој ден гледав видео како ги вадат. Срце ме заболе. Ова е мојата мамичка, мојата мајка, ова е на некој настан или нешто шетаме. Не можам да се сетам точно каде одиме, но на нешто заеднички. Секогаш другаруваме заеднички. Овде сме на кафе пауза на работа. Ми дојдоа на гости мајка ми и сестра ми. Да, едно освежување во текот на работниот ден. Поддршката? Да, поддршката. Така. Овде сум веќе на работна позиција, со некој гостин овде најверојатно некоја посериозна тема, ова е во студио. И според твојот лик се гледа. Да, ова е нешто, мислам дека беше некоја правна тема. Ова книга, се извинувам, фотографија е секако во една од нашите книжарници и не случајно ја пратив, затоа што сакам да го нагласам моментот на читање книга, доаѓајќи навака на кај Канал 5, зборувавме со таксистот колку се поретко луѓето читаат книги. Значи, една инспирација, еден поттик за луѓето да читаат книги, затоа што направивме паралела како зборувале луѓето во минатото, доколку погледнеш некоја анкета од минатото, некое видео од минатото, начинот на зборување некогаш и денес многу се разликува, тоа мислам дека придонесува од читањето на книгите. Ова се моите новинарски почетоци. Ова е студентско радио. Многу ќе ги поздравам колегите Кирил и Кристина, со кои што се дружевме. Студентско радио ја направи мојата основа во новинарството, а огромен и најогромен поздрав до мојата Александра Јурковска. Јас ја нарекувам незе, ја паметиш, наша драга колешка, кариерна мајка. Нема кој не го знае тоа. Огромен поздрав за неа, затоа што таа ми помогна исто така во новинарството. Ова е во Венеција. Исто така една убава прошетка. Сакаме да истражуваме, да шетаме. Оваа фотографија има посебност во неа. Ова е фотографија направена откако мојот сопруг ме запроси на Копалник. И затоа ова има посебно значење за мене оваа фотографија. Најљубовната, најнасмеаната. И тоа е моментот кога имав трема прв пат во животот. Никогаш немам трема. Ова
е местото кога имав многу трема. Си велеше дали е ова можно? Дали е ова можно, да. Добро. Не го очекував. Ова се Карлови вари. Предпоставувам, може би си била, да, јас дел од овие слики, да. Да, Можеме си дали да работиме и мачкам? да дзиркаме, Ете да. така, Карлови вари е место кое исто така го препорачувам топло за сите оние кои што... Само павлаката. Да ја повлечам. Аха, да, Не добро. смета на камерите. Ете, во ред. Сега ќе ставам помалку, затоа што ми е страв да не стигне. Ќе одиме вака. И сега... И овде имаш пица. Овде имам пица и се трудев да најдам некоја со храна. Не се фотографирам како готвам, а сакав нешто да ти пратам автентично во однос на емисијава, но ете најдов како јадам пица. Зошто па да не? Зошто да не? Ако ти е потребно чепкалка да за Може ако имаме. Сега јас не знам што се имате. Може за да го Јас се прицврстиме. подсетувам. Така, супер. Повели овде, нека ти се видат при рака. Отлично. Браво. Имаме друга, ова е баш убава, Ова разиграна. е со мојата внука Мила. Ја гушкам преку екраните. Мила е мојата внука од сестра ми, која што многу си ја сакам. И оваа слика многу ја сакам. Кога ја направивме пред неколку години, светивме колку всушност Мила пораснала, колку мене е овде практично. Така. Овде имаме исто многу убава фотографија. Оваа фотографија од уште една промоција која што ја водев, од една девојка, уметница, Се гледат Моника уметничките Блажевска, слики. да. О, Мони, да ја поздравиме. Ете, предпоставувам Мони дека е ја знаеш. злато. Мони ме покани и таа беше многу интересна изложба. Нејзина. Читав од како што гледаш автентично, како што може да се забележи автентично Бела, не може да писмо. ја заборавам Моника. Единствената девојка која што правеше шалови со ликот на Тоше, па преубави кошули, па знаеше и нас да ни направи понарачка. Еве да си ја поздравиме. Моника ме облекуваше мене. Така. Додека бев Прекрасна Моника. додека водев еден проект. Ова е И- интересно. Да, ова е во Будимпешта. Исто една од нашите прошетки. Ова е во кафулето, бидејќи јас и сестра ми многу ги сакаме Френдс. Значи не можевме да одолееме, да не бидеме, да не го посетиме местото. Одлично, браво. Охо. Да. Ова е на Вевчански карневал. Одлично. На Вевчански карневал, ова е мојата омилена маска на сите времиња од Вевчански карневал, бев работно и се воодушевив од овие млади луѓе. Овие беа помалку од 20 години деца, што едно момче ги изработуваше овие маски. Браво. И навистина многу убава изработка, се им беше рачно изработено од природни материјали. Цела година се подготвуваат. Цела година. Цела година. И сега оваа маска тој сам ја имаше направено цела. Ова е во Брно. Исто едно од нашите последни патувања на плоштадот во Брно. Убава фотографија, многу енергија. Ова- и блескаш таму. Ова е Атина, Атина. Акрополисот, Ако вистинско не се уживање. посети, не си бил. Мора да се почувствува Да. и да се доживее таму, буквално. Не може да се раскажува просто Така е. за Атина. Ми рече, сакаш малку да ги подпечеш. Па да ги подпечеме, може да тоа сакав да го споменам. Овој рецепт може да се направи како, нели, бурито, повеќе да се наполни, па може и од оздола марула, зошто да не. Тоа би било да речеме некој побрз рецепт, а за ручек може нешто во овој стил, малце подпечено. Јас ќе го направам вака со 4. само 2-3 минутки. Ќе го направам со 4 за да биде побрзо. Колегите ми велат Драгче. Истинско изненадување. Да. Да. Па еве, навистина не сме се промениле, нели? Да, колку убава фотографија, колку убав спомен, драга моја Александра. драго ми е што ја гледам оваа фотографија. Јас ја имав на стариот профил и да. еве мора да ми ја препратиш затоа што сега ги немам овие фотографии. Така, да. Одлично. Преубаво. Да, баш ме Благодарам, израдува колеги. со благодарам и јас. Благодарам многу. Спремни сме сега, уште кашкавалот треба. Може да ставиме хопла. Ова е значи хопла. Ќе ги посипиме со хопла за да добијат поубав вкус. И кашкавал ќе изрендаме од горе. Таман ќе ни се загрее рерната. И ќе изгледат баш како некои убави сендвичи. Па да, и ова е многу убаво за ручече. Сега јас направив малце
помалце, но ова може да се наполни да биде поинаку за да ги направиме побрзо во интерес на времето. Знам како одат тие работи. Се брои во минута. Да, се брои во минута и за да стигнеме, за да се види конечниот резултат. Сега рендето ќе го земам. Да, може. Може? Јас го измив, треба да се исцели. Ќе го земам ова и ова. Потоа се ќе помогнам ако треба да се мбие, значи нема никаков проблем. Тука е тетка Мици, па Мира, па Рамизе. Имаме ние луѓе кои што се заедно со нас и заедно со мене во секој емисија. Овие веќе не ти се потребни, можам да ги повлечам. Ете така. Какви доживувања, Александра? Да даде Господ да имаме уште многу. Дај Боже, да, секој дај Боже да може да си прошата. Мајка ми вели едно видување еден век. Точно, тоа е на стара изрека. Убаво е да се шета, да се видиме со некои пријатели, можеби од што живеат надвор. И да некоја причина плюс за прошатка може да биде нели некој наш. Сега сите веќе имаме некој што живее надвор. Така е. Добре. Мислам дека може уште малку за да јас сакам млечни производи. Ако? И мене никогаш не ми е доста од млечни производи. Но и вкусот е поубав сигурно. Па да, како не. Кога ќе се додадат убави состојки. Ќе оставиме целиот кашкавал. Тама рерната мислам дека веќе е загреана. Да. И ова ќе оди неколку минути колку да се растопи кашкавалчето. Можеме. Да го ставиме. Повели. Така. Отлично. Сега, Александра, пеј. Да пеам. Тоа реков мене. Сега овде се пее кога парчето е во рерна. Постојано така велам на колегите пеачи, нели, луѓето кои што доаѓаат за да биде и весело и интересно. Велам, тавчето ми се радува, но ти ќе пееш во еден друг смисол на зборот. Каде се наоѓаш повеќе? Пред екраните, во пишувањето, на улица со соговорници? Каде се чувствуваш најсреќна? Или сите места ти се исти? Па, нема нијанса во прашање, помеѓу секој едно, но дефинитивно... Заради просторот. Заради просторот, да, нијанса е во прашање, но дефинитивно пред екраните ми е најголемото задоволство од дете, од секогаш сум глумела водителка и сум сакала да бидам на телевизија, со чешелот, со дезодорансот, со се. Така што дефинитивно на екраните ми е најголемото задоволство да можам да презентирам нешто, да кажам нешто, да соопштам нешто или да пренесам некој интересен разговор да откриам некоја личност која што заслужува внимание, па јас да го направам интервјуто. Имаш ли едно чувство кое што јас го имам со години? Кога ја работам емисијата или кога работам заедно со моите гости, јас воопшто мислам на тоа колку енергијата ќе ја пренесам кон гледачите. Но кога се гледам дома, самата на себе си наоѓам мана, можеше да облечам друга блуза, косата налево или надесно. Тогаш ми доаѓаат таквите мисли дека тука некаде имам забелешки од самата себе. Дали тебе тоа ти се случува? Драга Дракче, јас сум експерт за да си најдам мани. Јас се гледам себе си и се анализирам себе си и сум премногу самокритична. Дури понекогаш одам и до крајности и сестра ми е таа која што знае да ме искара. Значи ти си го мислиш тоа дека е така, никој не го забележува, но да, мислам дека и тоа и до некаде и треба да го правиме, да се анализираме или да побараме совет. Убаво е да си дадеме критика, нели добронамерна секако. Иако најбитно е суштината во моментот. Суштината. Не можеме да го вратиме времето. Ете така. Суштината е најбитната работа. Денеска ние сме овде за да го преточиме нашиот разговор, да го направиме овој заеднички ручек. Па дали Александра или Дракче имале коса налево или надесно, најмалку е важно. Најмалку ќе го забележат луѓето тоа. Најубаво е таа енергија која што се пренесува, мислам дека најлесно се постигнува со искреноста. Доколку ја немаме искреноста, не можеме тоа, не може да го одглумиме едноставно.
Како денеска, што мене грлото еве една седмица вака ми е. Тевачи. Но тоа е тоа. Одиме со рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Врап, едно пакување тортили, една главица кромит, еден морков, 100 грама грашок, 200 грама пилешки стек, 200 грама рендан кашкавал, 200 милилитри неутрална павлака, масло, сол и други зачини по избор. Ете, тоа ни беше потребно и многу љубов, Александра. Вложи љубов, енергија. Значи љубов, без значи љубов не правиме ништо во кујната, нели? Тука чувствувам топлина, иако јас имам во мене сега многу топлина. Прво, заради љубовта кон тебе, второ, поради оваа алергија и трето, поради другар ми Шпорет. Другарот Шпорет тука. Има ли нешто што јас не те запрашав? Тебе? Јас би рекла, јас има нешто што би сакала да те запрашам. Дали ти би направила чест и би била гостинка во мојата емисија Мама Визија? Многу ме интересира како би изреагирала на мојата покана. Со големо задоволство, бидејќи сум мајка на 2 деца, и со големо задоволство би дошла во твојата Мама Визија, ама најмногу сакам, бидејќи знам дека ќе има и продолжување. Баба Визија. Ево таа Баба Визија јас сакам да дојдам. Баба Визија, треба нешто да се смисли и за бабите, да вистина и тие заслужуваат внимание. Затоа што Мама Визија е првата точка, но некаде низ нишките се провлекува повеќе Баба Визија, затоа што бабите се подолго време со дечињата и унучињата, каде што љубоморно ги чуваат. И можеби е тој термин кога веќе времето им одминало и се слободни, се во пензија. Повеќе време има за разлика од кога биле мајки. Ќе правиш Баба Визија. Ќе правиме Баба Визија, зошто да не? Ајде да земеме, мислам дека е веќе готово. Да погледнеме Кај пријателот. Мојот другар Пријателот Шпорет, дали си ја завршил работата? Веќе почнале. Одлично, одлично. Одлични. Одлично. Ево, отприлика како изгледаат, секако може да изгледаат и многу пософистицирано, ако ги направиме побавно, со некакви зачини да се додадат можат, но Јас тука ќе ти додадам само да прснеш малку орегано, чисто еве ти, овде имаш лажичка, за да им дадеш еден убав декор. Одличен совет и одличен предлог. Така. Да. Баба Визија. Баба Визија, па сега од повозрастните учиме, нели? Одлично. Да, ова ќе дојде превкусно, нека ви е на здравје. Благодариме. Чечето, појадокот. Јас од се срце ти благодарам што ти одвои од твоето време. Да им заблагодарам на колегите што дозволија да те заменат и да дојдеш ти заедно кај мене во емисија. Искрено ги поздравувам. И ти ги посакувам сите успеси на целиот свет. Јас сум многу благодарна. Ми беше навистина огромно задоволство, многу убаво си поминав. Навистина си преубава енергија, пријатно место, вистинско уживање, преубаво ви е овде во Канал 5. Ви благодарам за гостопримството и продолжете секако да гледате нашата Дракче. И вака ќе им кажеме, ве сакаме. Секако.